минималната плата во минатото не постоеше. Додека СДСМ беше на власт, тие никогаш не дозволува да се воведе законска категорија наречена минимална плата, под која што нема да може работодавачите да исплаќаат плата, односно ќе мора да исплаќаат најмалку толкова плата. Иако синдикатите тоа го бара, иако тоа беше долгогодишно барање од страна на работниците, се додека СДСМ имаше владата, такво нешто не постоеше и не се дозволуваше. Некаде во 2008 или 2009 ВМРО ДПМН, иако го немаше ветено, за прв пат воведе закон со кој што се воведе минимална плата, за гарантирана плата, и потоа неколку пати се зголемуваше таа минимална плата, и тоа зголемување беше согласно приликите на стопанството, согласно можностите на стопанството. Од една страна работниците да добијат поголема минимална плата, од друга страна да не пропаднат компаниите. Она што сега се случи е СДСМ во трка за повеќе гласови донесе една одлука и објави едно ветување со кое што практично предвидуваат едно непродуктивно воведување на концепт на минимална плата, со кој што концепт практично ќе ги залажат граѓаните на краток период, работниците на период од 6 месеци до година, и потоа тој концепт станува неодржлив, така што за година до 2 од сега ќе стане сосема јасно за каков неодржлив концепт станува збор. Имено, она што го предвидуваат е на оние фирми кои што имаат загуби, значи на фирмите кои што имаат негативно работење, кои што имаат проблеми во работењето и кои што не го водат својот бизнис соодветно. Во период од 6, односно 12 месеци делумно, владата да им компензира одредени средства помеѓу разликата од сегашната плата и минималната плата. Но не одговараат на прашањето што потоа. Ќе поминат 6 месеци, ќе помине една година, што потоа? Потоа ќе се случи следното. Или фирмите ќе почнат да ги намалуваат минималните плати, односно ќе почне концептот на враќање, ќе му исплатат они минималната плата на работникот, но тој ќе биде принуден од собственикот тивко да си ги земе парите од банкомат и да дојде дел од нив да му врати. Затоа што поинаку нема да може да опстане таа компанија. Второ, ќе почне исто така и ситуација на отпуштање на работници. Ќе почне можеби ситуација на преселување на компании, особено овие големите мултинационални компании што дојдоа во Македонија, тие нема си дозволат да ги принудуваат работниците да им ги враќаат парите или пак да ги отпуштаат или нешто слично. Ако не им се понуди некоја компензација, тие ќе си заминат. Ќе одат во држава каде што комодно по закон ќе работат и нема да бидат доведени во ситуација да не може да го исполнат законот. Затоа што тоа се крупни компании, котирани на берза и така натаму, тие не смеат да си дозволат заради својот севкупен кредибилитет, заради несериозноста на една влада и низината желба да ги измами граѓаните пред избори, да се доведат во ситуација да направат законски престапи и да губат насекаде. Така што ќе се доведе државата, компаниите во една и пред се работниците во една прилично незавидна ситуација. И да споменам уште едно. Има многу компании, особено во делот на текстилот, каде што се исплаќа минимална плата, а газдата, односно работодавачот, менаџерот зема по 5000 евра плата, по 4000 евра плата. Фирмата работи со загуба и сега и на тие фирми ќе им се надокнадува за минимална плата. Дури има и компании, како што дознав, каде што собственикот земал плата колку што земаат сите други работници заедно. Фирмата прикажува загуба и сега од буџетот ќе се одвојат средства да му се надокнади на тој газда, да продолжи да се исплаќа поголема плата од сите работници што им дава заедно, за да се оствари концептот, вештачки направениот концепт на минимална плата на СДСМ, односно да се поминат овие избори. Значи, целта на СДСМ е по секоја цена да се поминат изборите со некаква надеж за работниците. Што ќе се случи после година-две, тотално во моментов не ги интересира. Апсолутно тотално не ги интересира. Одат на краток рок, одат на измама и кој се измами, кој не се измами, тоа е тоа. Тоа е концептот на СДСМ секогаш.